се работи за еден текст кој што навистина одамна сакам да го поставам и некако, не знам, некои текстови кога ги мислиш за одредено место, за одреден театар, за одредена екипа и навистина мислам дека Прилепскиот театар повеќе пати до сега докажал дека е подготвен на авантури, на, да речеме, театарски експерименти во некоја смисла на зборот и на посмел од во она што евентуално ќе се прави. Се разбира тука, не мислам само на раководството, туку мислам и на подготвеноста на актерите да влезат во секоја нова авантура. Четворица од петорицата актери, значи Даниела Ивановска, Александар Степановски, Димитар Георгиевски, Игор Трпче, се луѓе со кои што веќе соработував, а петтата пак ми е позната како моја студентка, но еве сега првпат и со неа соработувам, Ангела Наумовска, така што тоа е во некоја смисла на зборот, може се каже, мој тим, барем јас така чувствувам и јас така мислам, со кои што веќе се разбираме понекогаш и без зборови и можеме да навистина да пробаме да направиме се заедно. Посебно што навистина се работи за еден специфичен автор, специфичен израз. Шимел Феник пишува во еден стил кој што е нетипичен, да речем, па дури во современата драматургија, значи пишува и диалог, но пишува и раскажување во трето лице, пишува и натрешен монолог, но сосема поинаку од авторите како Чехов или Стринберг или Ибсен. Така што раскажувањето практично ја движи приказната, а од друга страна пак зборува за најсовремени, актуелни теми од современото живење, урбаното живење на луѓето, и се разбира слоевитоста на текстот е бескрајна, значи зависи нели колку слоеви ние ќе отвориме и колку слоеви ќе успее да излупи или да открие, да отвори публиката, гледајќи ја представата. Така што неговите текстови се повеќе, да речем, прашања, повеќе загадки, повеќе отворање на нешто кое ние се обидовме да не го затвориме, туку да го фрлиме во гледалиштето и да пробаме да видиме што ќе добиеме од другата страна. Оно што е за мене посебна возбуда е што после многу долго време се разбира соработувам со Јулијана, после нејзини многу представи овдека, вам ви е домашна, а мене ми е продолжение на една наша дамнашна приказка. И што за прв пат соработувам со Фолтин, тоа беше моја желба од многу одамна и некако, не знам, баш затоа што, како што кажа директорката, некако и ним како да име и оваа сцена дома, некако ми се чинеше дека тоа треба да направиме тука. Текстот е во некоја смисла на зборот музичка партитура, така јас барем го доживувам и во таа смисла тој не е партитура за петорица, туку стана партитура за деветмина, кои што на различен начин ја создаваат или ја градат оваа приказка, меѓутоа сите заедно, затоа и нели пробавме да го дефинираме целиот овој, што е жанр специфичен на оваа представа како арапска ноќ, но нет. Значи, му дадеме малку една музичка димензија, зашто тој може да биде и концерт, освен театарска представа, затоа што е баш еден актерски полифонен квинтет кој што соработува со еден музички квартет и тие заедно градат една структура специфична драмско-музичка која што ќе имате прилика и самите да ја видите и чуете. Денеска во таа смисла беше многу возбудливо на пробите да дури и да се направи она последна, која што обично викаме читачка проба, а ова можеше да биде и радиодрама, да речеме. Значи да се слуша представата, освен да се гледа представата или освен да се чита текстот. Така што се надевам дека ова представа и ќе биде и во таа смисла посебно возбудлива, интересна, необична и така натаму. Па, мислам како што кажа Зоја, не е прва соработка.
и мислам уште кога разбравме дека заедно пак ќе соработуваме, се израдувавме, мислам можам да зборувам во името на сите веројатно. Се израдувавме сите актери зашто прво е специфичен текст и се случи низа од специфичности. Мислам, Зоја е режисер кој што сака да работи, да експериментира и нас ни е секогаш предизвик. Мислам, дури и 100 пати да работиме заедно, ми се чини дека во секој проект има некој нов пристап, не знам, например, во едната представа правевме паркур вежби, такви, не знам, во другата представа се експериментиравме со сценографијата и со границите меѓу бајке и реалност, таква работа. А сега експериментираме со текст кој е многу тежок за поставување, ама па во исто време и многу голем предизвик. Јас мислам, гледавме неколку снимки на YouTube и така натаму. Мене лично ниту еден од текстовите не ме возбуди многу, ама ова нашево не возбудува некако, зашто најдовме форма заедно со музичарите, заедно со актерите со кои што соработувам и феноменалната сценографија која што исто работи за нас многу. И најдовме некој израз кој што мислам дека е возбудлив. Така да мислам со дотичната режисерка секогаш е предизвик да се работи, зашто се експериментира многу смело во изразот и за актер тоа е стално предизвик. Мислам, да, интересно е да седиме на маса да кажуваме текст. И тоа не е лошо исто така, ама ова е нешто што никогаш не си сигурен дали ќе префрли на публика или нема да префрли, така да. Тоа е многу интересно. Беше интересен процес со долги и напорни проби на моменти, ама па многу интересно, значи како игра во градинка која не ти се досадува, ама се изморен. Утре вечер на сцената од театарот Војдан Чернодрински премиерно ќе биде изведена представата Арапска ноќ по текст на Роланд Шимелфенинг, а во режија на Зоја Бузалковска. Ова е наш прв проект за оваа година, 2019, прв од предложените и одобрени од Министерството за култура 4 проекти. Паралелно со подготовките на Арапска ноќ започна и подготовките на вториот проект, представата Семејни приказни од Билјана Србјановиќ, во режија на Милош Антоновски. Пробите за оваа представа се во тек и јас се надевам дека за скоро ќе биде и премиерата на Семејни приказни, можеби веќе во почетокот на месец јуни. Останатите два проекти се разбира ќе бидат реализирани во втората половина на 2019 година. Како што знаете, тоа се представата Господа Глембаеви и во режија на Бранко Брезовец и за крај на годината е предвидена представата Лажговци во режија на Коле Ангеловски. Сакам да спомнам и тоа дека веќе јули, август, пред и по годишните одмори, ќе започнеме поинтензивно да работиме на подготовката на нашиот јубилеј. 70 години од постоењето на театарот Војдан Чернодрински, кој ќе се одбележи на почетокот од следната година, меѓутоа подготовките започнуваат многу порано. За таа цел веќе е во подготовка и монографија за театарот со работен наслов 70 години театар Војдан Чернодрински и 70 години театарско паметење. Да не должам многу да се вратам на утрешната премиера на Арапска ноќ, за која има голем интерес кај прилепската публика и ја користам приликата да им се заблагодарам на сите учесници во представата, особено на режисерката и иницијатор за истата и главен виновник Зоја Бузалковска, потоа на целата актерска екипа, на Јулијана Војкова Најман, задолжена за костимите и сценографијата, и се разбира на не се тука присутни групата Фолтин, членовите на групата Фолтин, кои се и наши чести гости и соработници во представите на наше големо задоволство.